Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Секој од нас кој во животот морал да се соочи со некаков хируршки зафат, веројатно почувствувал страв од операцијата, но понекогаш стравот од анестезијата е уште поголем. Некои ги мачи помислата дека можеби нема да се разбудат после операцијата од анестезијата. Дали е овој страв оправдан? Денеска ќе разјасниме низа дилеми поврзани со анестезијата со професор доктор Марија Јовановски-Срцева, специјалист анестезиолог на Карил. Разговорот следува веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма, следуваат на вистина интересни содржини. За стравот од анестезијата кај пациентите денеска разговараме со професор доктор Марија Јовановски-Срцева, специјалист анестезиолог на Карил. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам на поканата. Чест и задоволство е да бидам овде. Ви благодарам за вашето гостување и на самиот почеток би сакала да ни појасните што се случува со пациентот кога тој е под општа анестезија. Што се случува со пациентот? Многу се случува со пациентот. Првено, оно што мора да го кажеме е дека општата анестезија е алка од тераписки мерки и при самата општа анестезија таа вклучува низа на процедури кои што го доведуваат пациентот да нема болка, да има сон, да има амнезија, да ние на некој начин го контролираме пациентот и секако да му обезбедиме на хирургот поле во кое што може да работи. И сега го споменавте хирургот. Пациентите обично се запознаени со хирургот што ќе ја изведе операцијата, но не и со анестезиологот. Па доколку пациентот го запознае анестезиологот неколку минути пред операцијата, дали тој има доверба во него? Сметате ли дека пациентот треба да знае кој ќе му биде анестезиолог? Во принцип да. Меѓутоа, она што денешницата налага и она што се случува е дека секогаш кога пациент доаѓа да се оперира, доаѓа да се оперира, не доаѓа да прими анестезија. Значи, ние како анестезиолошка фила мораме да го сватиме тоа дека принципот на работа е тоа. При тоа, секогаш кога хирургот го припрема пациентот, го подготвува, е во консултации со матичниот анестезиолог на оделението на кое што работи. Не мора секогаш пациентот да биде виден од анестезиологот кој што неминовно ќе му дава анестезија, меѓутоа секогаш виден од анестезиолог, посебно од матичен анестезиолог. Она што некаде кога ќе барате не по литературата, едноставно по општите медиуми, можете да видите дека се вели дека кога ќе влезе некој во операцијна сала, ви го знае името и ви се насмевне и ве праша како сте со името, тоа е вообичаено анестезиологот. Тоа е убаво да знаеме. Да. А дали пациентот на анестезиологот мора да му ги каже сите своји здравствени проблеми? Имате ли потреба да ги знаете сите информации за здравјето на пациентот за да одлучите кој тип на анестезија ќе му ја дадете? Знаете како? Пациентот има права, но има обврски. Тие обврски се практично во делот на тоа дека мора да кажат све. Значи, ништо не сме да се премолчи? Да. Голем број од пациентите ја кажуваат терапијата, се случува да не ја знаат терапијата. Добри детективи сме за тоа, откриваме. Со прашање, под прашања, со лекови, некој од фамилијата ќе помогне. Меѓутоа, се случува во поново време да се користат многу на off-label, што се велат лекови, кои што се практично неординирани од лекар. И кои што може да се купат во било која аптека, како да ги наречам билни лекови, кои што нас во многу голема мерка имаат врска и со анестезијата и со хирургијата. И често знаат пациентите да ги заборават. Да не пријава дека земат нешто такво. Да не пријават, меѓутоа тука е секогаш анестезиологот кој што има добри детективски можности и успева на некој начин да ги извади од пациентот овие. Значи, баш убаво треба да го распрашате пациентот. Секогаш. За се што зима, за да може да се направи Зашто и одредени витамини може да направат проблеми. Некои секојдневни витамини? Секојдневни витамини, например, од типот на витамин Е, кој влијае на коагулацијата,
понатаму витамините, односно колагените кои што сега се модерни и сите ги земаат. тие влијаат на нивото на ендотелот на крвните садови, влијаат на коагулацијата, така да има доста лекови кои што не се лекови, значи Не се лекови, туку се препарати, некогаш и се додатоци на храна. секогаш, значи како додатоци на храна и вообичаено ова пациентите забораваат да го кажат. А често ли се соочувате со пациенти кои што имаат страф од анестезија? Да речеме, се плашат дека нема да се разбудат. Од каде потекнува тој страф? Прилично често може да се слушне, само да се разбудам од операцијата. И се ќе биде во ред. Да, но прилично може да се слушне само да не се разбудам во тек на операција. И тоа, знаете како. да, тоа ми беше следното. Да. Тоа се два феномена, значи кои што се јавуваат и тие два феномена се регистрирани во медицинската наука и постојат како такви. Будењето од анестезија е посебен процес. Порано се сметало дека тоа оди обратно од процесот на заспивање. Во анестезија, значи како огледало, кога се гледате во огледало, во денешницата се знае дека не е тоа така. И практично будењето зависи од многу параметри. Од фармакокинетика на лекови, од самата генетска конституција на пациентот, од фармакодинамика, од кои лекови се дадени, интеракција на лекови, колкава е способноста и секој пациент колку може да ги обработи тие лекови или во зависност од неговата состојба, неговите лекови кои што ги пијат може да дадат некој адитивно дејство на самата анестезија. Зависи секако и со нивните крвни садови, дистрибуцијата која што ја има до мозокот и практично будењето оди по обратен процес. Тука е главен таламусот и постојат два феномена тука. Значи се вика или делириум при будење и второто е она што го викаат закаснето будење. Да, некој велат имав тешко будење. Многу тешко ме разбудија после операцијата, значи сепак има тешко и лесно будење, така? Постои, во литературата е многу убаво опишано, меѓутоа тоа се во последните неколку години, значи 20 години. Ние неуробиологијата на будењето долго години не ја знаевме. Сега се излегуваат неуробиолошки студии кои што го кажуваат каков е овој процес. Значи, процесот на заспивање да ја одземете свесноста, а процесот на будење да ја вратите свесноста. Така, тие што имале проблематично будење чувствуваат уште поголем страф при следната операција од анестезијата, па успевате такви лица да ги опуштите пред зафатот? Секогаш. Во минатото, знаете како, доаѓаат пациенти кои се оперирале пред 30 години, пред 40 години, имаме нови техники, имаме нови анестетици, имаме нови мерачи со кои што ние ја докажуваме длабочината на анестезијата. Имаме при тоа и лекови кои што може да ги реверзибира, да направат реверзија на анестетиците, на мускулните релаксанти, на опоидите кои што ги даваме, така да прилично е сигурна интервенција. Но може ли пациентот да не се разбуди од анестезија? Тоа влегува во компликации. Компликациите во анестезија може да бидат ретки, да бидат чести, да бидат ретки и да бидат многу ретки. Чести се оние кои што се јавуваат на 1 на 100. Тие отприлика доаѓаат како вртоглавица, поспаност, нагони за повраќање, лошење, понатаму доаѓаат оние кои што се ретки, 1 на 1000. Тука влегуваат инфекции на белиот дроб, влегување на гастрична содржина во белиот дроб, бронкоспазам. Доаѓаат ретките, кои што се 1 на 50.000. Например, неможност да се стави цревото за дишење. Да се интубира пациентот. Понатаму 1 на 100.000 некогаш може да биде и смрт. Ретко. Тоа се вообичаено се работи кај пациенти кои имаат генетски предиспонирано генетика кои што реагираат на некој од анестетиците и не ги познаваме. За среќа ние не сме подневие
кој што ја има таа генетика, меѓутоа не е исклучено дека може да се јави. И но тука многу ретко. Многу ретко. Тоа треба Значи да се знае. 1 на 100.000. Тоа се случува 1 на 100.000. Да, се случува смрт во анестезија, меѓутоа тоа е една каскада на процеси кои што ние лекарите сакаме да ја нарекуваме перфектна бура. Нешто кога ќе трне по лошо, трнува по лошо. И тоа отвара еден степен и една каскада на посебни процеси кои што некогаш неминовно, меѓутоа тоа е за времена анестезија. Така. Не од анестезија. А што е со будењето, професорке, за време на анестезијата? Исто така некои раскажуваат искуства, се разбудиле, не можеле да мрднат со телото, да пријават дека се будни и били интубирани, не можеле да испуштат глас. Чисто пациентите, значи она што ви го реков во однос на будењето, се случува продолжено будење и се случува тој будење при делириум пребудење. Често го мешаат овој дел, тука слушаат, често го мешаат овој дел, меѓутоа постојат скали со кои што може да се одреди дали е тоа во тек на интервенција или се случува во делот на будење. Пациентите кога ги будиме не им го вадиме цревото, значи за дишње, не им го вадиме тубусот и често им надаваме, секогаш им даваме наредби од типот на отвори очи, дигни со рака, направи нешто, значи секогаш се тоа една плејада на наредби кои што ги даваме, а они сакаат едноставно да ни кажат дека имаат, не можат да зборат. И стално постојано, грлото, така? Постојано им викаме, имаш црево во уста, ќе го извадиме, ќе ни кажеш. И делот на постигнување на свесноста е некогаш кога е преклопена со таа, се меша со свесноста во анестезија. Свесноста во анестезија се јавува, актуелна е заради нели многу филмови кои што се потекнуваат и медиумите се почесто збора за тоа. Меѓутоа е многу ретка компликација. 0,001%. И тоа е добре, се знае дека навистина е ретко. Со денешните Додавате лекови доколку забележите дека пациентот за време на интервенција почува да се буди? Секогаш вака, пациентот кога се воведува анестезијата е пациентот се воведува, се води во анестезија и се буди од анестезија. Значи секогаш го пратиме пациентот, значи има мониторинг, на тој мониторинг ни се покажува првен каква е длабочината на анестезијата и ни се покажуваат и не се само тие параметри, параметрите на кардиоваскуларниот систем кој ни покажува дали пациентот има болка или не има болка. Значи тоа можете да го видите, се комплетно. Значи физиологија, анестезијата ви е уметност. А секој пациент практично доаѓа како едно ново пано на кое што вие можете да ги мешате боите. Значи индивидуален пристап имате секогаш, секаде. Пациент ориентирана медицина, анестезијата од секогаш била пациент ориентирана. Професорке, а има ли вистина во тоа дека анестезијата краде дел од меморијата, од човековиот ум? Тука постои едно длабоко убедување дека тоа се случува. Па дали е вистина или не? Може ли да се изгуби дел од меморијата? Клетките на мозокот, невроните имаат одредена, да речам, генетска конституција и имаат некоја тек на живот. Во текот на животот ние губиме клетки од мозокот. При анестезија ние се мешаме во мозокот. Може да се случи и се случува, првенствено, значи тоа се предиспонирани факти од повторно, ќе речам, генетика, возраст, пациенти кои што имаат над 65 години, пациенти кои имаат заболувања, односно кои што имаат проблеми со циркулацијата која што оди до мозокот, и пациенти кои што се во главном хипертоничари. Секогаш се јавува brain fog, да го речеме, една магла во првите 1 до 3 дена. Значи, пациентите кога ќе ги испуштите од болница, реално не се сеќаваат, ниту знаат дали што како се случува.
се случува од тие 1 на 3, 1 на 100 да има некое когнитивно пореметување, се случува да има промена во меморијата, да не може да запамти нешто. Од тоа е прилика 1/3 од овие 1 на 100. Меѓутоа, сепак е тоа поврзано со генетиката на таа клетка во мозокот, која што му има свој тек на живот и изумира. Да, анестезијата ја потенцира во одреден период. Затоа и старите возрастните луѓе многу често се плашат од анестезија или раскажуваат искуства за некој што почнал неповрзано да зборува по примена анестезија и направена операција. Може деменција да се јави кај стари лица? Може да се јави, значи деменцијата, меѓутоа деменцијата е предодредена од некои други работи. Често пациентите кои доаѓаат на операција не се ни свесни дека развиваат некој тип на деменција пред операција. Дали е тоа васкуларна или некој од другите типови на деменција, не игра улога во колку е васкуларна. Ако имаме ние начин и знаеме дека пациентот ја има, се внимава на одредени постапки на она што мора да се направи. Понекогаш пациентите имаат потреба за 2 операции едно по друго, значи ќе треба да примат во краток временски период 2 анестезии, понекогаш и 3. Па сега се плаша дали постои ризик од такво нешто. Постои ли ризик од често земање анестезија? Постои ризик од често земање. Тоа вие како да кажете дали постои ризик од често земање на аналгетици ако ве боли глава. Ако е потребно да прими анестезија, пациентот треба да прими анестезија без разлика зашто и како се работи. А типот на анестезија или должината или краткотрајноста на периодот помеѓу од анестезија до анестезија се детерминира во однос на потребата од пациентот. Има примери, читаме на интернет како некои од славните личности направиле 30-40 пластични операции, тоа значи 30-40 анестезии. Дали бројот на анестезии во текот на животот носи некаков ризик? Подобро ли е помалку да се примат или пак воопшто да не се прими ако е тоа можно? Како анестезија изолирано ако го гледаме, генерално што помалку анестезија, самата анестезија е стрес за организмот, меѓутоа и самата хирургија е стрес за организмот. Замислете да вие голема операција да немате анестезија. Анестезијата е гралот во медицина. И таа е измислена од 1800 година кога едноставно се работело и е измислена за вадење на зап. Заради тоа што пациентите во тоа време немале орална хигиена. Така да не само локалната анестезија, било која анестезија е процес и треба. Јас почитувам и предпочитувам да пациентот има поголем стрес ако има болка. Ја споменавте локалната анестезија, они што се плашат многу од општа анестезија, понекогаш прашуваат дали може зафатот да се изврши со некоја регионална, локална анестезија. Па дали тој тип на анестезија е помалку ризичен од општата анестезија? 90% од кој тип на анестезија се употребува, се одредува од типот на интервенција, на оперативниот зафат и кој систем се работи. Локалната анестезија како анестезија се користи за орган, да речам за кожата, за подкожните ткива, онаму каде што нема индицирано многу голема болка. И не можам да кажам дали е посигурна или е непосигурна. Вколку пациентот има многу заболувања и ако може да се изведе во локална анестезија, секако се предпочитува да се избегнат проблемите кои што ги има со белодробието, проблемите кои што ги има со срцето или некои други системи, меѓутоа може да се работи и локалната анестезија како додаток на општата анестезија. А постои ли ризик од алергиска реакција од анестезиите? И од општа, и од локална, и од спинална, епидурална, од сите, така? Секогаш постои ризик, значи тоа вие да го објасниме, да го поедноставиме. Постои ризик 200 пати во животот може да сте земале пеницилински препарат, меѓутоа 201-иот пат
може да направите алергија. Дел од анестетиците, не дел, 90% од анестетиците кои што ги даваме се хистаминолибератори. Тоа значи дека ослободуваат еден медиатор кој што влијае на зголемување на нивото на алергиска одбрана на организмот и секогаш постои. Тоа е една, воколку не биде препознаен или не се дадат лекови на време, влегува во анафилактичен шок, кој што влегува во ретките компликации, може да доведе до смрт. Дали лицата кои што се склони на алергија треба да направат некакви алерготестови за анестезијата што треба да ја примат? Практикувате ли нешто такво? Секогаш. Дури не секој пациент кој што ќе дојде и ќе ви каже дека има алергија, првенствено прашуваме на што. Повеќето велат на пеницилин. 90% велат на пеницилин. Чести во нашето поднебје се алергии на аналгин. Меѓутоа тоа не е исклучок. Може да дојде пациенти кои што ќе ви кажа дека има алергија на јајца, алергија на полен, алергија на прашина. Воколку има генетска конституција дека има алергија, тоа значи дека тие пациенти може да развијат заради комбинацијата на лекови кои што ги даваме, може да развијат интеракција и може да развијат некоја алергиска реакција. Предпочитуваме воколку има било каков тип на алергија да се направат алерготестови на анестетиците кои ги користиме. Неретко добиваме дека на 2, 3, 4 анестетици, на различни типови на лекови, аналгетици кои што ги даваме, се пациентите алергични. Тогаш одат пациентите на посебна припрема, подготовка, за да може да се аплицира анестезијата, односно да може да се оперира пациент. Ќе ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Сето она што ви интересира за анестезијата, денеска можете да го поставите како прашање во емисијата и да добиете секако одговор. Професорке, да проговориме и за подготовките за анестезија. Обично велат се дава совет да не се јаде и да не се пие ништо пред операција неколку часа. Дали е тоа поврзано со анестезијата или пак е со самата операција? И дали кај сите анестезии се практикува овој пристап? Во принцип, пациентите треба да дојдат на операција гладни и жедни. Може да дојдете за локална анестезија, меѓутоа се изнуди да добиете општа анестезија. Проблемот со јадењето и пиењето е тоа дека секогаш кога има организмот стрес, празнењето на желудникот е малце успорено, посебно кај пациентите кои што имаат шеќер, кои имаат други заболувања. А со самото тоа, ако мораме ние да им дадеме општа анестезија и ако мораме да ставиме црево за дишење тубус, може да аспирира, односно да се врати желудичната содржина да ни влезе во да влезе во белиот дроб, влегува во ретките компликации, тоа меѓутоа се случува. И да, постојат правила и протоколи во кои што пациент може да дојде на хитна операција, која да се направи сообраќајка кога пациентот е јаден. Ризикот тука од недавање на анестезија е многу поголем од давање на анестезија, така да тие пациенти по протокол ги воведуваме на посебен начин. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден! Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Го очекуваме на другото прашање. Ве слушаме. Добар ден, повелете. Добар ден. Имам прашање, бремена сум и ќе треба, не знам сега како ќе биде процесот на порадување, можна да е царски, меѓутоа сум алергична на пропофел. Тоа е супстанца во анестезиите што се става. Која е постапката, дали ќе биде безбедно, доколку се стават антихистаминици во бременост, мислам при пораѓај? Така, едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професорки. Вака сега, одлично прашање, посебно заради тоа што пред неполни 2-3 дена ние имавме една школа која што е по протокол на Европското сдружение на анестезија, токму беше мајка и дете
прашањето, односно овие прашања се поставува и за ова се дискутираш. Ако сте вие, значи директно вака да ви одговорам, ако сте алергични на пеницилин, антихистаминик може да зимате, меѓутоа сето тоа треба да биде под контрола. А во текот на операцијата, ако е за цјаротски рез, анестезиолозите имаат и дополнителни техники кои што се даваат, не мора да биде со пропофол. Има епидурална, спинална, еписпинална анестезија, постојат различни типови на анестезија во кои што се избегнува пропофол. Значи има решение за овој проблем. Има решение секогаш. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и докторката. Благодарам. Сакам да споделам. Бев на операција 48 година од миом на материца. Имав лак на ноктите, се лакиравме со една пациентка, сакаме да изгледаме убави. Кога видоа сестрата дека имам лак, одма истрча, го испратија синот да земе лак, ацетон за да го отстраните, така? Да, ноктите. И исто во ова што го рече докторка, значи треба да се каже и да се применат некои работи. Ви благодарам. Така, сега ќе ни објасни докторката, поточно професорката, зошто треба да се отстрани лакот од ноктите, зошто не треба пациентките да се со лак на ногти. Имате уште нешто да додадете или тоа беше? Тоа беше прашањето. Сакав да кажам дека не треба лак, не треба некои додатни работи. Така, ви благодарам. Сакам да кажам дека стварно ја почитувам и многу фино објаснува. Ви благодарам. Сега имам 74 години, од тога до сега се осеќам многу добра. Така, баш ми е драго да сте жива и здрава. Да сте жива и здрава. Ви благодарам за вклучувањето и ви благодарам и што ова го потенциравте. Зошто инсистирате пациентките, па некојаш може и пациенти да дојдат сега и мажите нанесуваат лак на ногти, црн, или тоа се трендови. Зошто не треба да имаат лак на ногтите? Јас морам да кажам дека сум воодушевена од прашањето прво, поради фактот дека тоа е едно толку практично прашање и тоа е една обврска на пациентите. Во главно им објаснуваме на пациентите дека мора да го извадат лакот, не треба да дојдат со шминка. Пудра, ни тоа? Пудрат може да стават, секогаш сакаат пациентките посебно, нели да остават посебен впечаток, меѓутоа им даваме да го вадат. Лакот, да, представува проблем заради тоа што токму на ноктите го ставаме пулсоксиметар. Тој работи на инфрацрвени зраци и лакот, колку е потемен, толку по малце ни покажува каква е оксигенацијата на крв. Денешните, да се разбереме, денешните пулсоксиметри и преку гел лаковите и преку поминуваат, меѓутоа предпочитуваме да пациентите немаат лак на ногти. Така, одлично што ни го појаснивте и ова, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме во програма, го очекуваме вашето прашање. Ве слушаме одлично, само намалете го звукот на телевизорот. Мислам дека тоа е проблемот. Така, и ве сега се слушаме. Кој е вашето прашање? Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине, во програма сте. Кој е вашето прашање? Може да ја прашам докторката? Секако, повелете. Добар ден, го поздравувам студиото Телма и посебно докторката и многу сум задоволен, редовно ја гледам оваа емисија. Јас требаше да видам на операција од грлото, требаше да ми се земе некоја биопсија или не знам што требаше и до вечери тамо леже во стационар и притисокот ми беше висок и шеќерот висок. И ме вратија, не знам сега како да се понашам, што совет ќе ми дајат. Така, ова е исто така едно убаво прашање. Ви благодарам и ве сега ќе добиете конкретни насоки што да се преземе.
Има ли пациенти на кои што не смеете да им дадете анестезија, да бидат вратени поради висок шеќер во крвта, покачен крвен притисок? Пациентите кои што доаѓаат за елективна операција, гледаме да ги подготвиме за таа операција. Кога не е итно, така? Кога не е итно. Не секогаш пациентите, она што ние како матични анестезиолози ќе го видиме во таа историја, е истото што го гледаме во операционата сала. Пациентот може да има хронично покачен притисок и пошто има шеќер, има дијабет, тој треба да биде регулиран. Секогаш кога операцијата не е хитна и не принудува да мора да се направи во моментот, се оди на дополнителна подготовка на пациентите. Значи, консултација со кардиолог, консултација со ендокринолог и повторно сега претпоставувам дека тоа може би било на уво, нос и грло или било на пулмологија, повторно да од кога ќе се среди состојбата да може да се оди по неја. А се случува ли, докторке, некогаш пациентот поради стрес, поради нервоза, да биде толку возбуден од операцијата, да му се качи шеќерот пред операцијата? Во главном пациентите кои имаат дијабет мелитус секогаш имаат висок шеќер ако не е регулиран. Стресот дополнително го качува шеќерот, меѓутоа пациентите кои што имаат шеќерна болест секогаш одат на мониторинг и се зема утринска гликемија, поколку гликемијата е над дозволените граници, се пациентот ако мора да се оперира, се оди на релативно одложување на операцијата, дека не го изрегулираме и понатаму се влегува во операционата сала. Уште двајца гледачи чекаат да постават прашање. Јас имам предвиден уште 3 страници, тешко дека ќе го поминеме сето тоа, но секогаш гледачите имаат предност. Добар ден за следниот гледач. Добар ден за уште еден гледач кој што ќе постави прашање во денешната емисија. Дали се слушаме? Ако не да го вклучиме, следниот гледач. Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Вака, имам едно прашање. Јас сум 54 години. Пред 33 години се испитват, алергична сум на пеницилин, кафетин и на авамеграм. Значи, пред 33 години имав упут добиено во болница во Скопје во Чаир да се испитам на анестезии, пошто сум ризична со алергиите на антибиотици. Бев на 4 анестезии испитана, го чував, мислам, да сето тоа резултатот што ми беше тогаш даден. Пред 5 години го изгубив и се сакав пак поново да испитам на анестезија. Нема нигде, само во Скопје на државна на пеницилин имало, нигде не можам да се испитам за на државна. Покажав тогаш од тие 4 анестезии, покажав на 3 ризично, дека сум само на една анестезија, само со голема предпазливост. И сега ме интересира дали после 33 години сакам да се направам таков дали имате потреба повторно за таков тест? Каде да дојдам? Каде ви интересира? Така, ве разбрав, каде да дојдете за да го направите тестот, ако ве разбрав. Каде да дојдеме да го направиме тестот и во кои ризици спаѓам и дали смеам, каква анестезија спеам, тогаш кога со резултатот кај докторката, што ми го препиша, за да ги види резултатите, не ја памтам тогаш која докторка, ми рече да не се плашите, уште тогаш пред 33 години, кога ќе дојде операција, да ви се изврши операција некогаш во животот. Така, вие ќе го покажете резултатот? Ако се покажете алергија, да, имаме против тоа во имате антишок терапија. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Професор, ке повелете. Повторно се сведува на она кое што го говоревме. Првенствено, пациентката дали треба да се оперира или не треба да се оперира, само чисто да го имате листот, ништо не ви значи. Значи нема потреба специјално да доаѓа да прави на анестезија испитување. Нема потреба, ако дојде на операција и ги видиме, знаеме дека пациентката, како што знае самата пациентка, дека е алергична, тогаш се оди на дополнителни испитувања.
Тоа што е пред 33 години не ни важи денеска. Прето сами нови анестезии не веќе има важи, денеска. не ни важи а може денеска. толку години да трае алергијата на истите лекови или пак може се надмине? Тој е проблем. Па во принцип, она вели дека е на неколку анестезии. Не, тоа се веројатно неколку анестетици, аналгетици или мускулни релаксанти. Меѓутоа, тоа ако се 4, ние имаме плејада на лекови кои што можеме да ги замениме со тие лекови. Така да пациентката ако има потреба да се оперира тогаш. И она каде се вршат алерготестовите, во главном ние на клиника ги вршиме во соработка со клиниката за дерматовенерологија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден и за следниот гледач. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Дали се уште е гледачот на линија? Не. Продолжуваме понатаму. Дали секоја анестезија од која што се заспива е општа анестезија, бидејќи има некои зафати во гинекологијата што се прават, како што се киретажи, се дава анестезија, ама пациентката брзо се буди. Исто така, некои пациенти кои треба прават гастроскопија или колоноскопија, велат леле, ја тоа не можам на живо, ве молам дајте ми анестезија, па се дава ли општа анестезија, што е тоа? Се користат лековите кои што се користат во општа анестезија, меѓутоа тоа не е општа анестезија. Тоа е комбинација, аналгоседација, ние ја велиме. И од целиот тип на анестезија во кој што ние објаснивме, не го одзимаме, не одзимаме можноста да пациентот сам дише, меѓутоа да нема болки и да нема непријатни сензации. Заспива пациентот. Генерално тука сонуваат и убаво се чувствува. Аха. И нема лоши будења обично? Лошо будење. Од општа анестезија или од аналгоседација? Имаат, овие пациенти имаат dream-like, сонуваат. Убаво сонуваат генерално. Барем имаат убави соништа. Тогаш, да. Двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија, уште двајца, се вклучија до сега неколку. Добар ден за следниот. Ке слушнеме уште едно прашање од гледач. Да, веќе го слушаме гледачот. Да, во програма сте, повелете. Вака, една сум... Ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Една сум од тие што си имаат страх од анестезија. Па пред 5 години се оперирав од пролапс на утерус и барам со спинална. Но, рачунајќи дека порано ќе поминам, се отепав од повраќање после тоа. На што се должи ова повраќање? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повраќањето влегува во оние, да речам, чести компликации кои што се случуваат. И спиналната анестезија води најчесто до истекување на тој ликвор, заради тоа што се боцка во пределот каде што има ликвор и доведува до пад на притисокот на самиот ликвор и до пад на притисокот на општо на пациентот. Тие се механизми на кои што се тригерира оската за гадење и за повраќање. Ако вие за утеха, јас сум добила 2 пати спинална анестезија, сум имала компликации од како гадење, повраќање, главоболка и повторно го абибирала, сепак би ја избрала спиналната анестезија во однос на тоа што треба да се работи нормално. Ке проговориме за спиналната анестезија, само да му дадеме предност на следниот гледач, а потоа малку ќе се задржиме на спинална и епидурална анестезија. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Ве слушаме во програма сте. Да, ве слушаме. Да поставам прашање? Секако ве слушаме, повелете. Пред неколку месеци добив бронхоспазам и што тоа значи во наредниот период, дали смеам да примам анестезија, не смеам, кои испитувања треба да се направат? Така, добро, ви благодарам. Бронхоспазам во тек на интервенција или бронхоспазам од инфект или општо? Во текот на интервенција ви сте биле на операција и тогаш добивте бронхоспазам? Не, правев за желудникот со, как се вика? Гастроскопија.
гастроскопија и при правење на гастроскопија сум добила бронхоспазам. Така, добро. И предните 3 заба ми беа се расклатени и било многу ми рекоа добро што помина вака, инаку можеше лошо да заврши. И сега помислата е како во наредниот период, ако треба што треба да преземам и смеам ли да примам понатаму анестезија. Така. Анестезија, да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Не постои нешто за не смеам да примам анестезија. Секој смее да прими анестезија. Меѓутоа треба да биде доволно подготвен. Бронхоспазамот е една меѓу ретките компликации, меѓутоа е живота загрозувачка компликација. Ако навистина се работили поради фактот дека кажува пациентката дека се расклатени забите, предпоставувам дека во текната аналгоседација дошло до престанок на дишењето или реакција на белиот дроб, може да се сведува и на алергиска реакција или нетолерантност на некој од лековите. Меѓутоа, пациентката мора да испита во понатаму, може да се оперира, може да прими анестезија, меѓутоа мора да се направат функционални тестови, да се проследи на пулмологија, да се проследат колкави се капацитетите некогаш, да се проследи алергиски, дали има алергиска конституција и понатаму со посебна подготовка секако може да се оперира. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ке ве молам, имам едно прашање. Така, ве слушаме. Стара сум 84 години. Така. Пред 9 години правев операција од катаракта во Систина. Сега другото око имам катаракта и се плашам дали смеам да одам на операција и тие даваат локална анестезија. Сум имала пред тоа повеќе операции, анестезија сум добивала, меѓутоа последната операција ме беше пред 7 години, рак на дојка. Така, сега ве плаши локалната анестезија на оваа возраст во окото. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите? Може да добие анестезија, може да оди. Имаме старосна граница во однос на анестезијата и се работи за една нискоризична операција и нискоризична анестезија. Професор, ке споминавте дека спинална анестезија, кога би можеле да бирате, би одбрале. Зависи зашто, но еве сега кај трудниците. Им нудат спинална, некогаш епидурална, но некои велат не, да не ми се направат проблеми со рбетот, утре да имам проблем со одењето, болки во кичмата, подобро општа. Што велите за ова? Постои ли таков ризик да се повреди некој нерв во рбетот? Не, тоа е мит. Тоа е мит? Тоа е мит. Значи, тоа не е вистина. Не постои начин да се повреди нерв или да се појави неможност на одење или од самото боцкање. Неприкосновено е правото на пациентот да избере анестезијата. Кога му се нудат опциите да може да бира, му се кажуваат сите недостатоци и предности на анестезијата. Она кое што сум го приметила кај пациентите кои што треба во спинална анестезија да се работат, обично не сакаат да се работат и тие велат јас сакам општа, ништо да не гледам, ништо да не слушам. Во првиот момент кога од самото искуство ќе им кажам, видете, јас сум примила и општа анестезија, сум примила и спинална анестезија и мене сепак ја би одела на спинална анестезија, се опуштаат пациентите. Значи другачие кога го пристапот кон пациентот, кога И лично искуство споделувате, така? Другачие ви верува во однос на тоа кога одлично искуство зборувате. Така. А ја како анестезиолог, како професионалец, како професионалец, една е науката, друго е она што сте го сетили на себе. Така. Имаме неколку вистини заблуди, ќе разјасниме дел од нив, дел веќе ги појаснивте. Еве да го погледнеме телопот предвиден за денеска, кој што вели. Луѓето што пушат обично ќе имаат потреба за повеќе анестезија во споредба со непушачите. Анестезијата не секогаш ве успива. Можно да се разбудите за време на операцијата, дебелината може да доведе до компликации, анестезијата може да влие врз меморијата. Дел од овие работи појаснивме, но еве да почнеме со првото. Луѓето што пушат обично ќе имаат потреба за повеќе анестезија во споредба со непушачите и ова го издвоив, бидејќи кај нас на вистина многу се користат цигарите и тутунот. Вистина? Вистина.
Значи, вистина, имаат поголема толерантност кон анестетиците, исто како пациентите кои што повеќе пијат алкохол, кај нив се употребува повеќе лекови. Меѓутоа, ајде сега да не направам една реклама, па единствено нешто каде што пациентите кои што пушат имаат предност е во појава на несакани ефекти, односно на несакана наузеја и повраќање. Постоперацијата. После операцијата. Секогаш кога пациентите пушат, пробуваме да барем 8 недели го исчистиме тој секрет, да се задржат и да не пушат. А после анестезијата, ако ќе излезат нели од шок соба, ако посакаат да запалат цигара, може тоа да им создаде гадење тогаш? Во главном секогаш им создава гадење, меѓутоа пушач веројатно ќе се врати на цигари. Тоа е една од најголемите нели зависности кои што постои. Дебелината може да доведе до компликации? Секогаш. Да? Секогаш дебелината доведува компликации и е познат ризик фактор за многу други кардиоваскуларни заболувања, како што и доведува до компликации во тек на анестезија. Посебно сето тоа зависи од body mass индексот и посебно може да доведе во оној дел кој што го велиме поставување на црево и контрола на дишниот пат. Заради тоа што имаме анатомски променети, имаме широк врат и е еден од големите ризици за општа анестезија. И уште еве неколку информации поврзани за периодот во шок соба, претпоставам, или соба за будење. Соба за будење, шок соба, да, шок соба е каде што се бара малце поагресивен третман, каде што се бара механичка вентилација и потпора на кардиоваскуларниот систем. Ова е со пациентите после операција, во колку ги немаат потреба од дополнителни или нешто се случило во текот на интервенција, одат во соба за будење, каде што анестезиологот кој што го водел одлучува дали ќе оди на оделение или оди во, не дај Боже, во интензивното лекување. Дали нормално се чувствува грепкање и болка во грлото? Чиста манифестација е таа да се појави како гребење или како чувство дека не може да се голта. Во главном тоа се јавува заради тоа што ние ставаме едно црево и тоа е страно тело за гласните жици и често знаат пациентите да се пожалат на тој дел, меѓутоа тоа е транзиторен феномен и често се случува кај пациентите кои што се агитирани во тек на будење. Заради тоа што се малце повеќе агитирани, доаѓа да промена пациентите кои што се оперирани во делот на вратот, кај што неминовно мораме малце повеќе да го оставиме тоа црево за да можеме да контролираме операцијата во тој дел. Може самата операција или трахејата или структурите кои што се во тој дел да ни клапнат, па да ни направат проблем. Меѓутоа да, чувствуваат и знаат да се пожалат дека имаат болка во грло. Моето последно прашање се однесува на децата. Дали ке нив попредпазливо се пристапува кога станува збор за анестезиите? Секогаш. Секогаш се пристапува попредпазливо. Повторно ќе повторам, овој викенд имавме еден прекрасен собир, нели, мајка и дете, и тука беа изнесени сите новини во пристапот кон мајките и кон децата. Децата се посебна категорија. Тоа не е мал човек, тоа е човек кој има друга и сосема различна физиологија, анатомија и процеси на развивање, и тука секогаш анестезијата е малце како да речам, не е покомплексна, него е посензитивна. Посебно заради тоа што се работи и за дете, и се работи за некој на кој што, не дај Боже, нешто ако се случи, морате да излезете и да се соочите со родител. Така. Затоа и родителите обично чекаат, велат детето малку да потпорасне, толку може да се чекаат да потпораснат децата, па кога се поголеми, претпоставувам и дека
е полесно се прими зависи. Значи, анестезијата. до одредена возраст ние ги рачунаме посебна категорија влегуваат новородените децата до 1 година, веќе од 1 до 7 години се во посебна категорија, од 7 нагоре се сметаат дека се пациенти кои што припаѓаат некако и на групата на возрастни пациенти. Професор, ки ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. На вистина интересна емисија, голем интерес и од страна на гледачите, прашања кои што беа на вистина добри. Да. И да, ги разрешивме, ми се чини најчестите дилеми поврзани со оваа проблематика. Ви благодарам на поканата, задоволство ми беше и се надевам дека на гледачите им објаснивме нешто, им подпомогнавме во однос на заблудите и вистините. Почитувани професор доктор Марија Јовановски Срцева, специјалист анестезиолог на Карил, беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам многу за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Пријатно!